Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Сериозно загрижувачки се статистиките за смртноста на децата во изминатите 6 месеци. Во втората половина на 2024 година починале 19 доенчиња и едно 5-годишно девојче. Овие трагични бројки отвараат многу прашања за кои јавноста заслужува одговори. Зошто и како се направени пропустите? Каде затајува системот? Дали се штитат лекарските грешки? Особено алармантен е последниот случај со смртта на 7-месечното бебе на клиниката за детски болести, кое било одбиено за хоспитализација без да се издаде било какво образложение за причините. Ова е втор ваков случај за само 2,5 месеци на клиниката за детски болести по трагичната смрт на 14-месечното бебе, кое исто така беше одбиено за болничко згрижување и лекување. Понатаму, бебе старо, само 8 дена, донесено од Струмица, во тешка здравствена состојба, исто така почина од сепса и уште многу други трагични случаи. Овие бројки и случаи во здравствениот систем, особено случувањата на детската клиника, не смеат да се игнорираат. Во јавноста видовме дека надлежниот инспекторат покренал постапки и изрекол казни, но тоа не е доволно. Ниту една казна не може да го врати животот на едно дете. Паричната казна за клиниката за детски болести и директорот на клиниката Мемеди не е доволно за се ова што се случува на оваа клиника. Министерот за здравство Таравари се работи за деца. Ова се трагични бројки и заедно со директорот на клиниката за детски болести Мемеди треба да излезете и да си поднесете оставки. СДСМ инсистира на темелна истрага, на целосна транспарентност и на превземање на сериозна одговорност. Потребни се подлабоки анализи и превентивни мерки. Не можеме да чекаме да умираат деца за потоа да реагираме. Ги повикуваме Министерството за здравство и сите надлежни институции итно да превземат мерки за превенција на ваквите трагедии, бидејќи здравието и животот на најмалите мора да биде врвен приоритет во секој здравствен систем. Почитувани, со години преку вистинска грижа и конкретни мерки, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија успешно значително ја намали смртноста кај новороденчињата. Во 2016 година смртноста изнесуваше 25%, а во 2023 година се намали на 5%. Неонаталната смртност СДСМ ја намали за 5 пати, односно во 2015 година изнесувала 6,8%, а во 2022 година е намалена на само 1,4%. Во 2015 година, во времето на ДПМН, перинаталната смртност изнесувала 12,8%, а во 2022 година е намалена на 6,9%. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вложуваше во модерна опрема, во респираторни машини, во инкубатори, во исклучително стручен кадар и во многу друго. Сега е крајно загрижувачки да гледаме како повторно расте ризикот за новороденчињата и децата. Ја повикуваме власт да не дозволи враќање на старите практики и на старите бројки. Граѓаните заслужуваат здравствен систем кој функционира превентивно, одговорно и во интерес на здравието на граѓаните и нивните деца. Здравието на мајките и новороденчињата мора да биде императив. Ви благодарам.